Што би требал сега да реши Врховниот суд после ова барање на специјалното јавно обвинителство? Прво, ако е повлечено барањето за заштита на законитоста, истото као и да не постои и нема што да расправа по него. А доколку не е поднесено такво барање, со право поднесува барање СЈО, бидејќи единствено надлежно и таков предлог единствено може и да даде и може да го повлече. Они го користат законот, сосема во право и го имаат поднесено барање за повлекување. Доколку нема такво барање, Врховниот суд треба да го отфрли барањето, затоа што е поднесено од ненадлежен орган. И ситуацијата е многу јасна и чиста. Тука имаме уште една дилема. Има ли увид јавното обвинителство на Зврлевски во овој случај, во случајот Труст? Значи ги знае ли деталите кои ги води специјалното јавно обвинителство? Како може да бара укинување на една мерка за случај за кој не знае ништо? Вака, тоа ви е добро прашање, интересно. За самиот случај не верувам дека многу знае, но најверојатно знае од документите на Основниот суд и на Апелациониот суд, бидејќи му се очигледно достапни. Затоа што таму цитира дел од одредбите од решението, така да е запознато со тој дел, што повторно не е во ред затоа што не е во негова ингеренција. Не би требало воопшто да се плетки и да се меша во, затоа што можеше до сега да ги преземе действијата пред да постои СЈО. Токму неработењето на основното јавно обвинителство и јавното обвинителство на Република Македонија предизвика да се формира СЈО. И ова толку смешно и толку абсурдно изгледа и иритира да е страшно нешто. Дали овие сите правни мерки кои се случуваат го извршуваат, дали го одлагаат извршувањето на притворот за бизнисменот? Не, апсолутно не. Решението е јасно, определен е притвор по точка 1, онака како што реши Апелациониот суд и тука е јасна работата. Оној миг кога ќе биде достапен на органите, ќе треба да се спроведе на издржување на мерката притвор. И тоа е тоа.